Итар Пејо лекува селанец укасан од змија. Живееле во Пејовото време двајца браќа. И како сите живи луѓе, и тие купувале сол. Арно ама, им се видела солта скапа, та гледајќи како расте житото, решиле да посеат и сол и да не даваат пари за неа. Намислиле и направиле. Посеале цела нива сол, но на нивно големо чудо не никнала солта. Ајде, билки, семето не чинеше оваа година, си рекле браќата, и в година посеале друго семе, поодбрано, но и тоа не никнало. На третата година исто. Најпосле си рекле браќата: треба нешто да го јаде семето во земјата што не никнува. И отишле на нива да видат што може да го јаде ова семе. Почнале да копаат и случајно удриле на една змија. Ах, еве го штетникот! Радосно извикале браќата во еден глас. Но за да се уверат дека змијата им го упропастила семето, едниот брат му рекол на другиот: чекај, јас ќе ја лизнам змијата да видиме дали е солена. Ако е солена, значи таа го јаде семето. И се наведнал да ја лизне змијата. Но како секоја змија, така и ова го укасала овега зајазик. Отровот си го направил своето и овој почнал да стенка, да овка и да се грчи од болки и тежини и да фрла пена од устата. Здравиот брат се видел в чудо и почнал да го праша укасаниот што сака да касне. Извадил од торбата леп и му подал, но тој ни да го помириса. Белки, сакаш лук, бре, брату? Го прашал здравиот и му дал едно главиче лук, но болниот и него не го помирисал. Најпосле го качил на магарето и го однесол дома да го лекува. Море му баеле бајачки, море го пеел попот за здравје, море го понадувале со разни понади, но нема лек од ништо. Кога ни тиква што е тиква не јаде, значи болеста е неизлечлива, утврди една од бајачките. Најпосле се сетил некој од присутните да го викаат Пеја и Троманецот. Тој ако не најде лек, отиде човекот, нема спас. Пратија човек и по Пеја и тој дојде. Го разгледа болниот убаво, ја разбра работата, па им вели: тешка болест, ама ќе се обидам. И го побарал ножот што ги колат маториците. Го понаострил од плочата под огниште и му го дал на брат му. На, пресечи му ја главата да се спаси телото, па после јас друга ќе му турам, ако остане жив. Мавнал братот и му е одсекол главата на болниот брат. Почекале сите околу трупот и бидејќи тој без глава не мрднал, Пејо немал зошто да му клава друга глава на неговото мртво тело.